civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Здраво колеги, јас ве слушам за сега. Не знаеме сите каков е родовиот баланс или поточно кажано дисбаланс на политичката сцена. Машки клуб е политичката сцена, како парламентот, така владата, така министерските места, така и уште помалку, значи е бројноста на жените во градоначалничките позиции. Ние како да одиме наназад, ако пред од минатите избори сме имале малку повеќе, што се вика, помрдување во смисла на родовиот дисбаланс, односно малку повеќе жени или застапеност на жените во политиката, веќе на овие локални избори имаме назадување. Па ние имаме само 2 жени градоначалнички на овие локални избори, на локалните избори што се одржаа во октомври минатата година. Што може од ова да се каже повеќе? Наместо напред, ние одиме назад. Ако сакате, јас ќе ви кажам и колку кандидати имало, кандидатки жени годинава. Еве во актуелниот состав на владата, значи, владата има 16 министерства, има да слушаме некои статистики, не е прв пат да ги кажеме, меѓутоа... Да, ќе ги повториме, да. Ќе ги повторам, да. Ние постојано потенцираме колку е родовиот дисбаланс не е во ред во нашата земја. Значи, во актуелниот состав на владата од 16 министерства има само 4 министерки. А во собранието има 47 пратенички наспротив 73 пратеници. Значи, на кандидатските листи, се враќаме на локалните избори, од вкупно 69 кандидати, во кандидатската листа на градоначалници од партијата СДСМ само 5 се жени. Кај ВМРО ДПМН од вкупно 63 кандидати, само 3 се жени. Кај ДУИ од вкупно 19 кандидати, само 1 е жена, а ниту една жена не беше застапена во листите на коалицијата Алијанса за албанците, Алтернатива и кај БЕСА. Дури по изборите, ако се сеќавате, Алтернатива има една изјава дека па ние не ги бираме жените така ние бираме квалитета, не бираме род. Значи, поради таа една таква несмасна изјава, дури една од минатите кандидатки за градоначалнички, од минатиот изборен процес за локални избори, се откажи од партијата и искочи. Исто така и кај Алијансата за албанците, една од клучните жени што учествуваше активно во партијата, се откажа токму од политиките на партијата што ги има кон жените. Да продолжам. Кај Левица од вкупно 8 кандидати 2 се жени, а кај движењето Одлучност за промени, ЛДП и ДОМ, од 18 кандидати 5 беа жени. Сега има и од ДП, од вкупно 14 кандидати на листата на ДП, имаше само една жена. Тоа е што се однесува до статистиките. Уште една обсервација, се надевам дека ќе се согласиш со мене, Дијана. Јас мислам дека, иако во поголем број се жените на кандидатските листи во советничките листи, меѓутоа истото мислам дека се може да се аплицира и при анализата на гласачките ливчиња во парламентарните избори, а тоа е дека жените, дури и кога се во релативно поголем број, иако далеку од сразмерно застапени или правично застапени, сепак се ставаат на позиции каде што потешко е да добијат позиција, па затоа
на тоа што имаме мал број кандидатки на гласачките ливчиња, односно во изборните процеси, дополнително тие се на такви позиции што после тоа резултатот од изборите е таков што тие се навистина малку или речи се воопшто не се застапени. Како се чувствуваш ти, Дијана, во оваа приказна, во оваа сторија? Што чувствуваш лично ти кога ги гледаш овие неправди, кога мислевме дека не може полошо од тоа да има само 5 градоначалнички, ние имаме сега 2. Значи треба да бидеме оптимисти и дека на редните локални избори нема да има ни една жена градоначалник, освен ако ние не се побуниме против тоа. Како се чувствуваш ти, Дијана, во врска со тоа? Јас како карактер би се почувствувала, бидејќи не сум во таа трка, меѓутоа како би се почувствувала, би била охрабрена уште повеќе да им се спротивставам и на мажите, меѓутоа и на жените кои што не ги поддржуваат жените, наместо повлекувањето. Јас искрено не се почувствував убаво, го осетив тоа малку и на моја кожа, кога една министерка, тоа беше сега, нема ни месец дена, кога ја квалификуваа според тежината на нејзината тежина во килограми, а не според тоа што таа представува за нашата држава, во едно општество, во политичката сфера, така? Значи, јас се почувствував многу лошо се почувствував, бидејќи си замисли во еден момент, па како те перцепираат луѓето надвор, како килажа, или како жива мера, живо месо, или како личност која што за да стигне до некаде, до таму каде што стигал, морал, значи има некакви квалификации. Не ти ги гледаат квалификациите. Да скратам, јас би им порачала на жените да не се обесхрабруваат, поготово на тие што веќе влегле во политичките води, да не се обесхрабруваат, да се борат за себе. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.